Министерката за труд и социјална политика Јагода Шахпаска заедно со раководителот за соработка на делегацијата на Европската унија Никола Бертолини остварија средба на општина Виница, каде прво имаа средба со градоначалникот Ивице Димитров, а потоа извршија увид во тековните активности кои се дел од проектот обезбедување на пристојни услови за домување на ромската заедница во општина Виница, како дел од ИПА-2 акцијска програма 2017. Во рамките на посетата во општина Виница на лица опфатени со проектот им беа врачени документи за легализација на имотот. Потоа гостите и домаќинот извршија увид на реконструираниот пат улица во ромската населба како дел од обновувањето на целокупната инфраструктура во оваа населба, а беа посетени 9 реновирани куќи како дел од проектот. За реализираните активности и проекти министерката Шахпаска изјави: Ова е дел од ИПА-2 програмата, акцијската програма 2017, со која што се подобруваат условите за домување на ромското население во општина Виница. Проектот вклучува неколку компоненти. Прво, легализација на дивоградбите нелегално изградени домови на ромското население во општина Виница. Со проектот е предвидено да се легализираат 265 куќи. Во моментот легализирани се комплетно и внесени во катастарот 55 куќи. Во процедура се дополнителни 122 куќи и останатите 68 куќи треба да ги легализираме после носењето на законот кој што се наоѓа во собраниска процедура. Втората компонента на овој проект представува реконструкција и подобрување на условите за живот во 22 куќи во општина Виница на ромски семејства. Ние денес се наоѓаме пред една од реконструираните куќи кои што се комплетно финансирани со средствата од овој проект. Дополнително, 622 жители роми кои што живеат во блок 18 во општина Виница ќе влезат во деталниот урбанистички план на градот, меѓутоа ќе имаат и подобрени инфраструктурни услови. Градоначалникот Ивице Димитров истакна дека локалната самоуправа со поддршка на централната власт перманентно работи на реализација на проекти за подобрување на условите за живот на ромската заедница во општина Виница. Денес овде сме да представиме дел од она што го ветивме на нашите граѓани за подобрување на условите во ромската заедница во нашата општина. Позади мене е токму еден таков проект, а тоа е реконструкција на куќи. Во овој проект се предвидени реконструкција на 22 куќи. Во моментот се целосно опфатени, изградени и реконструирани 9. Останатите продолжуваме да ги решаваме до крајот на годината. Меѓутоа во овој проект се опфатени и други значајни знаменитости, тоест значајни работи за нашите сограѓани од ромска припадност, а тоа е урбанизација на блок 18, каде што се наоѓа ромското мало во општина Виница, а завршена е улицата со поплочување и поставување на улично осветлување, како што е и набавено повеќе контейнери за потребите токму на оваа мало. Реализацијата на проектот и обезбедување на пристојни услови за домување на ромската заедница ќе продолжи во наредниот период во делот на легализација на поголем број други објекти, реновирање на постојни семејни куќи и други активности.